Денес сме во посета на Ресен, еден крај од Македонија кој што е преубав, многу убави природни убавини, но за жал многу дадени ветувања, а никаква реализација на истите. Гледаме еколошка катастрофа со езерото кој што е позади нас, многу ветувања дадени, многу грижа од страна на експерти на локална заедница, но никако решение на проблемите. Ветен е нов граничен премин, Маркова нога, исто така нема ни збор за отварање на тој граничен премин кој што ќе значи многу и за економијата, и за развојот, и за севкупниот развој на целиот овој реон. Продолжуваат проблемите со откупот на јаболкото, постојано исто така владата дава голем број ветувања, но никако конкретни решенија на проблемите на граѓаните. И затоа сме дојдени тука да разговараме со граѓаните на овој крај, да видиме кои се предизвиците со кои што се очуваат, но и да видиме кои се решенијата кои што ќе треба да се понудат, не само од централната власт, доаѓаат локални избори. Очигледно ова е уште една општина на кој што е потребен нов градоначалник кој што ќе се грижи за своите граѓани, кој што ќе се грижи за овој преубав крај од Република Македонија. И токму во таа насока ние продолжуваме со интензивна агенда да слушнеме од граѓаните што е тоа што треба да се направи. Доста е од лажни ветувања, доста е од проекти на хартија и во зборови, време е за конкретни решенија за огромниот број проблеми со кои што се соочува не само оваа општина, туку и целата држава. Ваш коментар, министерот за земјоделство, еве од овие краишта тука од балконот го гледа езерото, пола година езерото е оставено без концесионери, може да се видат трактори во езерото и мрежи влак кои по 100 метра се што ќе најдат риба црпат и кој знае каде завршува. На што се должи тоа според вас? Евидентно е оваа, како што спомнав, еколошка катастрофа која што му се случува на ова езеро. Истовремено сите знаеме дека постојат институции кои што треба да постапат и да дадат решение. Ова е еден синдром на севкупното владење кој што го имате во Македонија. Ветување дека многу работи ќе се направат, а на дело вие само опишавте дел од тековните проблеми кои што се случуваат. Негрижата за ова езеро, за овој крај е нешто што се случува во последните години и за жал неспособноста да се понудат решенија веројатно ќе ја влоши состојбата, нема да ја подобри. Така да на што се должи? Се должи на незаинтересираност и веројатно се должи на немање капацитет на нудење на решенија на проблемите. И сагата со пописот имам впечаток дека се уште не е завршена. Значи села и неговата коалиција нели се спротивставија заканувајќи се со Бадинтерово мнозинство во парламентот за соодветното законско решение за пролонгирање на пописот. Но од друга страна еве гледаме денеска се најавува средба на Заев со нив, па можно ли е да им се удоволи на тоа што го бараат за добивање на државјанство со тројца сведоци, што е вон сите европски стандарди на легислатива, што впрочем и подпредседателот на вашата партија сношти тоа го потенцираше, дека ВМРО никогаш не би прифатило такво решение. А прво што се однесува до пописот, има договор за одложување на истиот и тоа треба да се испочитува не затоа што има договор, туку затоа што е единствено разумно решение во оваа пандемија која што секојдневно гледаме огромен број на наши сограѓани заболени, крах на здравствениот систем, за жал и многу мртви случаи, тоа е една огромна трагедија која што и се случува на Република Македонија. Тоа е причината зашто треба да се одложи пописот. Граѓаните го побараат тоа и разумно е од страна на институциите на системот да постапат во таа насока и јас не би сакал да имаме некое непријатно изненадување и тоа да не се случи. Треба да се работи согласно договореното, а договореното е во склоп на интересите на заштита на здравјето на граѓаните. Што се однесува до нашиот став за состојбите поврзани со одредени граѓани кои што се апатриди, значи немаат државјанство, ние имаме принципилен став. Значи треба да се реши прашањето на сите тие луѓе кои што за жал имаат одредени негативни последици од системот, но тоа мора да се направи на начин кој што е прифатлив согласно меѓународни норми. Овој предлог закон кој што беше во собранието не дозволува во согласно со меѓународни норми да се најде решение за тие
за тие луѓе кои што живеат во Република Македонија и немаат државјанство. Ние ќе поддржиме решение кое што е во согласност со стандарди за добивање, стекнување на државјанство. Односно, постојат меѓународни стандарди, постои домашно законодавство, а вакво решение како тоа, ќе потсетам ВМРО ДПМН е политичката партија која што го блокираше ова решение, бидејќи сметавме дека ќе создаде сериозни системски промени. Добро, благодарам. Уште едно неколку прашања. Како еден коментар ваш за Facebook преписката меѓу председателот Пендаровски и Филипче. Facebook преписката вчера што се случуваше дали Прво Прво мислам дека сите се согласуваме дека тоа што тие слики кои што ги имаше на граничниот премин Табановце кон Република Србија навистина беа срамни за државата. И во таа насока еви се согласувам со изјавата на председателот Пендаровски, ние тоа и пред него како политичка партија сите индивидуално го кажавме. За жал видовме една преписка во која што председателот на државата и министерот за здравство се докажува кој помалку направил за да се обезбедат вакцини. Тие се носители на функции во извршната власт. Имаат своји надлежности, да, министерот за здравство во здравствената политика, но председателот Пендаровски во делот на надворешната политика. Тие треба да седнат и да видат зошто заеднички доволно не направиле. Одговорноста е заедничка, немањето на капацитет на обезбедување на вакцини, ова срамно ниво на имунизација кој што го имаме под сите регионални стандарди, да не зборуваме надвор од регионот, е одговорност на сите чинители во извршната власт. И дали е ова некоја фасада, дали е ова некоја вештачка драма за дефокус на јавноста, не сакам да навлезам во тоа да коментирам, но сите имаат одговорност, вклучително и председателот на државата, вклучително и министерот за здравство, за тој срам кој што не треба да се повтори. Перспектива, само да го доразјасниме. Перспективно гледано од надвор. Значи, се добива впечаток дека многу сериозно се нарушава кохабитацијата меѓу двата сегмента на извршната власт, од една страна влада, од друга страна председател на држава со нивните уставни надлежности. Што значи тоа за Република Македонија? Како гледате вие? Сепак не тангира сите на таква дискрепантна состојба. Прво, тие се сите чинители од еден ист политички субјект. И кога зборуваме за кохабитација помеѓу чинители од ист политички субјект, ќе се очекува дека тие се познаваат, веруваат во исти политики, одат кон реализација на исти политики, и затоа ова е една чудна појава во времења кои што се најтешки за државата. Нормално да очекувате дека во процесот на набавка на вакцини, покрај Министерството за здравство ќе биде вклучена и целата мрежа надворешно политичка. Голем дел од ингеренциите во надворешната политика се токму кај председателот на државата. Јас се согласувам дека и тој има одговорност. Зошто тие не успеале? Очигледно немале добра комуникација, очигледно не соработувале, прашањето треба кон нив да го поставиме. Но реалноста е дека кој да е одговорот, фактичката ситуација е срамна и катастрофална на терен и ја гледаме ние секојдневно. За жал, јас не би сакал тоа да е така, ние сите би се радувале да бевме ние први по вакцинација и со многу помалку заболени, но фактичката состојба на терен е срамна и одговорноста е кај сите носители во извршната власт. Уште едно дополнително прашање, како ја оценувате скандалозната изјава на бугарската европратеник Ангел Джамбаски? И вие го кажавте тоа во вашето прашање. Изјавата е скандалозна, јас го кажав, се работи за еден ситен политички шарлатан, но политичари како господинот Джамбаски си дозволуваат да дадат вакви изјави, бидејќи до сега немавме соодветна пропорционална реакција од страна на институциите. Ние мораме да застанеме во заштита на македонските национални интереси. И што подсврсто застанат институциите на системот во таа насока, толку повнимателни веројатно ќе бидат тие од другата страна, да не им дозволуваме вакви политички непромислени чекори да прават, кои што се најблаго кажано невредливи. Нема веројатно и зборови соодветни да се опишат тоа што го направи господинот Джамбаски, но многу зависи како ќе реагираат институциите на системот, бидејќи за жал до сега и при претходни вакви слични изјави дадени од други високи политички представници на Бугарија, ние премолчувавме, не дававме соодветна реакција и они по автоматизам, веројатно бидејќи кога гледаат дека ти не ги штитиш доволно од своите национални интереси, ќе си дозволат и поагресивни да бидат понатаму.
Така да, добро е во таа насока што имаше реакција, но реакцијата е ненавремена и требаше многу порано да имаше ваков тип на реакции спрема тие политички представници во Бугарија кои што си дозволуваат со таков навредлив тон и речник да се обраќаат спрема македонската нација. Фала.